Преку програмата за рурален развој финансирана од владата на Република Македонија, а реализирани од општините, направени се 166 проекти во висина од 12,3 милиони евра. Од нив 221 проект се веќе почнати со реализација или наскоро се очекува да стартуваат со реализацијата. Премиерот Никола Груевски при вчерашната посета на општините од Источна Македонија ги најави активностите за изградба на браната Речани, како прва фаза од хидросистемот Оризарска река. Во изјавата тој истакна. Проектот за изградба на брана на Оризарска река има две фази. Првата фаза е да се направи пристапен пат, за да може да се гради браната, бидејќи браната треба да се гради во природа, во планини, каде што нема пристапен пат за камиони, за шлепери кои што треба да носат механизација, градежна и така натаму. И првата фаза веќе ни е почната минатата зима. Таа изнесува 3 милиони евра. И очекуваме некаде околу нова година да заврши изградбата на патот. Тој е долг пат, планински пат, вреден 3 милиони евра. И веднаш потоа започнува втората фаза, а тоа е градбата на самата брана Речица, која што брана практично Оризарска река ќе помогне за неколку работи. Значи очекуваме почетокот на градбата да биде во првата половина на следната година, некаде помеѓу март и јуни најдосна. И таа ќе биде од голема помош затоа што ќе има неколку употребни вредности, да кажеме. Едната употребна вредност е што ќе може ќе го реши проблемот со водоснабдување на Кочани, на Виница, на Чешиново, Блешево и на други населени места и општини во околината. Тоа се илјадници граѓани. И второ, ќе овозможи наводнување на нови 1500 хектари земјоделска површина, што е од исклучително значење за луѓето што живеат во тој крај. Ќе биде сериозен поттик за земјоделието и ќе отвори многу нови работни места на луѓе што се занимаваат со земјоделство. Така што, ако очекуваме, ако патот се заврши околу нова година, помеѓу февруари и мај, јуни некаде да започне градбата на браната, инвестицијата во браната ќе биде 35 милиони евра. И очекуваме за некаде 3 до 4 години градбата да биде завршена, да биде пуштена во употреба и ефектите подоцна да се видат. Значи веќе работите се одвиваат, првата фаза се одвива, без првата фаза не може да почне втората фаза, бидејќи не можат камионите и механизацијата градежна да немаат пристап до теренот. Затоа првата фаза која ќе заврши околу нова година ќе започне втората фаза на градба на самата брана. Премиерот Никола Груевски истакна дека по отпочнувањето со градба, браната ќе биде пуштена во употреба за 3 до 4 години.